Моето име е Филип, јас сум инструктор при Bushcraft Македонија. Во денешното видео ќе демонстрираме како може да запалиме оган во исклучително влажни и студени услови, кога се што може да искористиме за оган е тотално влажно, како што е сега овде, затоа што врнеше дожд со денови и денови, влажноста на воздухот е над 90%, така што без разлика дали се работи за кампување, за bushcraft, за преживување, многу е важно да се знае како да се започне оган во вакви услови. И откако ќе го запалиме оганот, ќе приготвиме вкусен камперски десерт. Затоа што се наоколу е целосно водено, се што е на земјата е намокрено, бараме гранчиња и гранки кои или се дигнати над земјата или стојат вертикално како дрва се уште не паднати за тој иницијален оган. Кога ќе го имаме тој иницијален оган, потоа можеме водените гранки, водените дрва да ги ставиме да се исушат и да ги употребиме за оган. Например, ова гранче кој е над земјата и кој стои над земјата, гледаме дека овие гранки се целосно суви и ова нешто се користи за започнување на тој оган. Нештата кои се на земја се целосно мокри, но вака гранка која е падната, која е заглавена, таа иако е влажна однадвор, заради струењето на воздухот и затоа што дождот течел по неа, внатрешниот дел има сува срцевина која може да се употреби. Така што сега собираме гранчиња и секој пат кога собираме материјал за започнување оган, собираме најпрво нешто што е танко како чечкалица, па нешто што е дебело како моливче, па нешто што е подебело како фломастер и полека прогресивно да го градиме тој оган. Така да што овие гранки и другите кои ќе ги собереме, ќе ги процесираме и ќе го направиме материјалот кој ни е потребен да го започнеме овој оган. Откако ги исековме дрвата, може да видиме дека иако однадвор е влажно, дека срцевината е сува. Тоа што сега треба да направиме да ги разделиме на четвртинки, да изложиме сувата срцевина и најголема површина од таа сува срцевина за да може да започнеме тој оган ефективно, да ги направиме тие пердувчиња од дрво и да го започнеме оганот. Значи, овие дрва со овој диаметар каде што ножот може да завлезе, ги делиме на половина и срцевината е целосно сува. Да ги направиме и на четвртинки. Иако за главите нема доволно од сечилото за удирање на ножот, една финта, се врти ножот, се потпира на дрвото и тогаш се удира по дрвото и може да се расече поголем диаметар, а без да биде стресот толку на самото сечило на ножот. Продолжуваме да ги процесираме на четвртинки. Значи кога ќе влезе ножот, ако не дојдете до чвори, не може да продолжи, се врти, се потпира, удирате по дрвото и ги добивате четвртинките. Како што гледате, ги имаме подготвено сите дрва за подпал, прогресивно од најтенки кон најголеми овие четвртинки. Сега, ако сакаме да започнеме баш со сува дрво, од овие четвртинки може да направиме така наречени пердувчиња од дрво, односно нешто што изгледа вака, кога срцевината на овие дрва со ножот се прават овие нешта. Така да најсувиот дел од дрвото биде тој што прв ќе го фати пламенот и да тој потера. Има неколку начини како тоа се прави, ќе биде тоа посебно видео, но наједноставно и најбезбедно е
да го потпрете дрвото на нешто и со ножот полека да засекувате внатре во дрвото. Ово е едниот начин како може да направите добар материјал за подпал. Може само ова да се собере и да се започне оган, нормално, кој ќе биде малку поголема количина. Значи, ова е едниот начин на направење на вакви струготини или пердови од дрво. Вториот начин кој може да го користите, да седите и ножот да биде потпран на коленото, да влечете со раката на кај вас, да овие струготини ги правите вака. Како што кажав, ќе има засебно видео за тоа, ова е само да видите дека има повеќе начини, но исто ова е битен елемент во материјалот за започнување на оган. Сега кога ги имаме собрано гранките, дрвата, сите тие нешта, важно ни е да имаме нешто што би запалиле, кој ќе ги исуши тие гранчиња и ќе достигне температура каде што ќе се запалат и тој оган ќе може да продолжи. И сега за тој иницијален пламен е потребно да направиме така нареченото гнездо, она што ќе прими искрата или ќе го прими пламенот од запалката или топлината од јагленисјаниот материјал, како што ќе палиме денеска, но зависно тоа каде се наоѓаме, како што сега се наоѓаме во листопадна шума покрај река, има различни нешта кои може да ги употребиме за тој основен оган. Ако се наоѓаме во зимзелена шума нешто друго, ако се наоѓаме во пустина нешто трето, но покрај река и во ваква листопадна шума, а дури и покрај патишта, покрај езера, се наоѓаат трски, како овие овде, и тие нешта ќе ги искористиме за започнување на оганот. Сега, иако врнеше со денови, како што кажав, трските, па и дури и сувата трева, имаат надворешен слој кој е водоодбивен, односно ја одбива водата и таа вода не влегува внатре во срцевината на трската. Иако од надвор може да е малку влажно, внатре е суво, а овие врвови на трската примаат лесно искра, без разлика дали од ферокремен, дали од нешто друго, и се користат, како што ќе демонстрираме, за започнување на тој оган. И сега, ако е малку влажен материјалот за подпал, овие ќе ги раскршиме, ќе ги процесираме. Секој пат може да го ставите во некој внатрешен џеб, под пазуви, покрај препоните во тие џебови, во некој преден џеб, каде што топлината од телото ќе придонесе за овие да се доисушат. Исто така, ако ни се сувија лиштата, ќе ја повлечат влажноста од материјалот кој го имаме за подпал. Така што ја собравме трската, ова ќе го направиме тоа основно гнездо кој ќе ја прими искрата и така ќе почнеме прогресивно да оградиме оганот. Океј, дојдовме до моментот, го имаме нашето гнездо што ќе фати искрата, значи може да биде од ферокремен, има други видеа, за почнување оган со ова нешто. Може директно да запалиме со запалка, да го искористиме пламенот од запалката и ова што ни е намотано околу самата запалка. Може да ги користиме овие памукчиња кои се натопени во восок, кои секогаш треба да ги имаме во survival китот, но за денешното видео ќе употребиме камен и кремен камен и искра од тој кремен камен да го запалиме овој оган. Значи, гнездото, може да видите зошто се нарекува гнездо, значи треба баш да изгледа како гнездо кое би ја примило искрата или сега во овој случај тој јагленисан материјал. Значи ова ќе го ставиме по страна. Го имаме страйкерот или ова железот челик кој има висока
содржина на јаглерод и во удар со камен ги дава овие искри, ако може да ги видите ваквите искри. Сега, ќе го земеме тоа и ќе земеме ова парче стари фармерки кои се јагленисани. Ќе има посебно видео како се прави овој материјал, кој ја фаќа и најладната искра. Значи искрата од кременот е многу по-жешка од искрата која произлегува од каменот и страјкерот, или од удирање на два камења како овој. И затоа е потребно да биде нешто што ќе може да ја фати дури таа најладна искра и така да го започнеме оганот. Значи каменот, кремен каменот заедно со материјалот и удираме тука да некоја од искрите го зафати овој материјал и тој веќе почнува да жари. Сега кога го имаме тоа, го ставаме ова во гнездото. Тука не треба да се брза, за да не се упропасти процесот. Значи, ќе го затвориме во гнездото и ќе додадеме кислород. Значи, за секој оган е потребно топлина, материјал, односно гориво и кислород. Тоа е триаголникот на оганот. Гледате како почнува. И веќе имаме пламен. Сега треба да бидеме внимателни да не го изгубиме пламенот и да не брзаме. Значи, кога веќе го имаме пламенот, полека ќе ги додаваме овие дрва чија срцевина е изложена. Значи, да не го одземеме кислородот од пламенот, а истовремено да додадеме материјал кој ќе го фати тој пламен и кој ќе почне да гори. Може да земаме и од овие танки гранчиња. Внимателно, повторно да не го угушиме тој пламен. Затоа што сеја влажно има толку многу чад. Сега како си гори оганот и чекаме да се создае жар, ќе го припремиме за мене најдобриот, највкусниот камперски десерт. Значи, потребни се јаболка, овесни снеголки, нерафиниран кафеав шеќер, цимет, алуминска фолија и малку путе. Тоа што правиме, ги сечеме јаболката на мали парчиња, додаваме шеќер, цимет, путер и од овесните снеголки сето тоа го пакуваме во фолија за да го ставиме директно на жар. И тоа нешто би изгледало вака.
Океј, значи јаболка, путер, овесни снегулки, кафеавне, рафиниран шеќер и цимет. Сето ова е од прилика по желба, зависи кој колку благо сака да биде или колку мрсно да биде, така што ставате по желба и сега од ова го правиме пакетчето кој ќе оди на жар. Значи јаболката гледаме да не биде премногу дебело нагоре, за да може рамномерно да се испечат јаболката. Сега кој ќе го затвориме уште барем 2 пати за путерот и соковите од јаболкото да не завршат натре во оганот. Свртиме повторно убаво. Сега ова е спремно да отиде 15 до 20 минути на жар. Сега на оваа страна може да го држуваме пламенот за да ни биде топло, а тука во жарта ќе оставиме пакетчето со јаболката. Ево го ставиме директно на жарот, но 15 до 20 минути, зависи колку сакаме да бидат меки јаболката, го оставаме вака. Додека го чекаме десертот, да го спремиме кафето за десертот. После скоро 20 минути на жар, моментот на вистината, имате пита со јаболка без тест. Ова е највкусниот за мене десерт, камперски за со кафе. Значи ќе оставиме малку да истине и ќе го имаме тоа со кафето.
Вака. Капото. И десертот со волнена кеве, со оганче напред. Ако почне пак да врне, ќе ставиме церадата, ама ова е тоа зимско бушкрафт кампување. Поздрав и останете будни.